Зошто УДБА не го уби Ванчо Михајлов? Не можевте или не сакавте? Ја сакам УДБА да ја поделиме на два дела. Сега кој ќе говориме, бидејќи ќе говориме за Ванчо Михајлов. Да. Тоа е оној дел што значи Сојузна УДБА и оној дел што значи Служба за државна безбедност во Република Македонија. Ванчо Михајлов, преку која УДБА се покриваше? Ванчо Михајлов беше покриван перманентно преку Служба за државна безбедност на Социјалистичка Република Македонија. Значи преку нашата служба. Апсолутно. Значи преку нашата УДБА. Да. Имавте своји луѓе, имаше УДБА своји. Немавме потреба Ванчо Михајлов да го ликвидираме после 45-та година, бидејќи перманентно го покривавме со наши луѓе. Во близина на Ванчо Михајлов? Па не во близина, куќата му ја водеше наш човек. Ние имавме сестра на наши луѓе, беше секретарка. Таа беше воедно и сопруга на главниот и одговорен уредник на Македонска трибуна. Па сега, дали вие ќе ја заколете кокошката што ви носи златни јајца само заради едно златно јајце? Станот на Ванчо Михајлов е на улица или на Вија Понци 6/7. Тој стан го имавте под контрола како УДБА, тоа сака да кажете? Апсолутно. Во првиот состав на владата на независна самостојна Македонија имавме министер кој беше роđен брат на Вида, на секретарката на Ванчо Михајлов, која му беше лојална, одана како човек. Политички не би сакал да проценувам, а пак по стариот брат ја му бев председател на Феријален сојуз на Македонија, тој ми беше директор на Феријално одморалиште. Сака да кажете дека македонската УДБА имало соработка со Вида Боева, кој е лична секретарка на Ванчо Михајлов? Апсолутно. И со незиниот одговорно, кој работи за Ватиканско радио, а е главен уредник на Македонска трибуна, која финансираше Славенски комитет, после го превзеде и БАН. Вида Боева е испратена во Рим како соработничка или кога е во Рим, тога стана ваша соработничка или соработничка? Вида Боева беше на студии во Софија. Во Белград, 2 години исто. Понатаму комбинациите течеа онака како што работи Служба за државна безбедност, онака каква што беше нашата служба. Колку време имавте комуникација преку Вида со Ванчо? Цело време. Како ходи таа комуникација со Ванчо Михајлов? Многу лесно. Знаевте само за движење или добивавте информација? Да ви кажам, зошто ние немавме потреба да преземаме никакви радикални мерки према Ванчо Михајлов? Затоа што преку контрола на Ванчо Михајлов имавме увид во сите оперативни акции кои се спроведуваа на анти-југословенска основа, користејќи го негаторскиот однос кон македонската национална самобитност од страна на реакционерните бугарски кругови. Тоа да кажа дека преку комуникацијата со Ванчо Михајлов вие дознавате за одредени акции на бугарите во емиграција и во самата Бугарија насочени кон Република Македонија? И беа насочени кон Социјалистичка Република Македонија, односно таа политика која се оставуваше од Москва преку Софија кон Белград, кога Белград не играше според она сценарио кој Москва си го имаше зацртано, бидејќи после 48 година до 56 година знаете што се случуваше и ние имавме и најголеми проблеми и најповеќе наши граничари и наши граѓани погина на границата со Бугарија и со Албанија. Ванчо Михајлов беше свесен дека индиректно има соработка со македонска УДБА? Беше свесен и тој мислам дека молчешком настојуваше да не ни прави додатни проблеми.